Правното признавање на истополовите парови се проширува насекаде низ светот. Европа, нашето европско семејство, бележи брз и постојан пораст на бројот на земји, каде на истополовите парови им е дозволено да ја формализираат својата врска или како брак или како регистрирано партнерство. Северна Македонија останува назад за ова клучно прашање на еднаквоста. Северна Македонија е обврзана според пресудата на Европскиот суд за човекови права во Федотово и другите против Русија да обезбеди правно признавање на истополовите унии, правото на приватен и семеен живот, членот 8 од Европската конвенција за човекови права, поставува позитивна обврска на сите земји членки на Советот на Европа да ги признаат истополовите партнерства. Настрана од меѓународните обврски, правното признавање на истополовите партнерства е вистинската работа морално и вистинската работа за менталното здравје на нацијата. Именно, непризнавањето грубо ги лишува истополовите парови од низа основни права и бенефиции кои останатите ги земаат здраво за готово. Например, да се посети својот партнер во болница, да се земе боледување или отсуство од работа додека тој е болен, да се наследи починатиот партнерка, да се добијат пензиски бенефиции ако партнерката почине, да се добие фер поделба на имотот кога врската ќе заврши, да се споделуваат еднакви права, одговорности за децата под нивна грижа и така натаму, што е директна повреда на физичката, психолошката и социјалната благосостојба на ЛГБТ лицата. Правното признавање на истополовите партнерства е тешко прашање, бидејќи е во стисокот на една популистичка, расистичка реторика, која се посилно ја видоизменува рационалната дебата, каде секој има право не на свое мислење, туку на свои факти. И во оваа смисла оние главни, традиционални линии на напади на таквата расистичка, трансфобична реторика, како да добиваат некоја нова сила, а тоа е дека хомосексуалноста е неморална, дека бракот по дефиниција и традиција е заедница меѓу маж и жена и барањето работите да се сменат е само дел од обидите однадвор да се променат нашите вредности и традиции, поддржани од непријателите однатре. Негирањето на правото на брак и граѓанско партнерство ги стигматизира истополовите односи, ја продолжува стигмата историски поврзана со хомосексуалноста и ги зајакнува предрасудите кон геј лицата. Хомосексуалноста е нормален дел од сексуалноста. Геј мажите и жените го поседуваат истиот капацитет за оддржливи и трајни врски, како и хетеросексуалците, вклучително и сакање и родителство на деца, и ова е поддржано од тврди факти, од тврди податоци, не само со мислење. Гледате, дел од нашите сограѓани, нашите сексуални малцинства, меѓу останатото се прикажани како внатрешен непријател кој е во заговор со надворешни сили. И поврзано со ова една аргументација дека постојат поголеми приоритети на кои државата треба да се фокусира, например на сиромаштијата, а не на некакви привилегирани ЛГБТ лица, активисти платени од надвор, додека реалноста пак е сосема спротивна. Се губат милиони долари годишно поради хомофобијата и исклучувачките практики и закони, и Светска банка неодамна ја утврди цената која Северна Македонија плаќа за дискриминацијата и исклученоста на ЛГБТ лицата во земјата. 64 милиони американски долари годишно и милионски загуби на економијата на Северна Македонија поврзани со исклученоста по овие основи. Повторно, државата посветена на еднаквоста не може самоволно да резервира одредени области од граѓанскиот живот како слободни зони во кои нееднаквоста е дозволена.